на Канал 8, добродојдовте. Кочани беше домаќин на четвртата иницијатива на Националната коалиција за животна средина. На работната средба беа презентирани проблемите со кои се соочува регионот во поглед на загадувањето на воздухот и водата и можните решенија за нивно надминување. Тони Ајтовски ги има деталите. Граѓанските организации Центар за еколошка демократија Флорозон од Скопје и Грин ОРГ од Кочани организираа работна средба на која беа представени главните проблеми, а се предлага и можни решенија за загадувањето на животната средина во Кочанскиот регион. Станува збор за четврта иницијатива во рамки на Националната коалиција за животна средина, во која се вклучени 32 граѓански организации од целата држава. Нејзина цел е да се овозможи поголема видливост и влијание на граѓанското општество во демократските процеси на локално и национално ниво. Да ги изложиме локалните еколошки проблеми на маса и да извлечеме конкретни заклучоци, да предложиме конкретни решенија како да се надминат истите и на тој начин да постапиме кон повисоките инстанции, односно локалната и централната власт, со цел да излезат во пресред на граѓаните во решавањето на овие проблеми. Одржавме средба со градоначалникот кој што ни презентираше програмата на самата општина во делот на заштитата на животната средина и практично имавме увид во досегашните реализирани проекти. Морам да кажам дека градоначалникот пренесе собствени видувања во делот на овие прашања и практично ја заклучуваме средбата со еден заеднички став дека граѓанското општество треба да ја игра улогата на двигател и јасен посочувач на локалните проблеми, меѓутоа од друга страна да биде конструктивен критичар и практично да дава предлози, сугестии во надминување на актуелните проблеми на еден одржлив и конструктивен начин. На настанот во Кочани беа представени проблемите со загадувањето на воздухот предизвикано од фабриката Paper Mill, како и загадувањето на речните корита поради непрописното испуштање на отпадните води, но и влијанието на малите хидроцентрали врз животната средина. Пред присутните на работната средба беше представен механизмот за бесплатна правна помош при остварувањето на правото за здрава животна средина. Во тие рамки стана збори за компаративната анализа на постоечки модели на правна помош во земјите кои се во Европската Унија, но и надвор од неа, како и за водичот за користење бесплатна правна помош со насоки за потребните документи за аплицирање. Работна средба во општина Кочани се одржа со представниците од Националната коалиција за животна средина. При тоа било разговарано за главните проблеми со загадувањето на воздухот и водата во општината, а биле представени и активностите на општината за нивно надминување. Представници од граѓанската организација Центар за еколошка демократија Флорозон од Скопје оствариле работна средба со градоначалникот на Кочани Николчо Илиев. При тоа се разговарало за главните проблеми и можните решенија за загадувањето на животната средина во Кочанско. Според градоначалникот Илиев, станало збор за критичните точки во загадувањето на воздухот во градот предизвикано од фабриката Paper Mill. Исто така се разговарало и за влијанието на малите хидроцентрали врз животната средина. При тоа е истакнато дека општина Кочани е отворена за комуникација со намера да даде придонес во надминувањето на проблемите. При тоа треба да се вклучат сите надлежни државни институции како и граѓанскиот сектор преку компетентни стручни лица. Заедничкото конструктивно действување може да помогне во остварувањето на целите, истакнал меѓу другото Илиев. Во разговорот со представниците на Националната коалиција за животна средина е укажано дека локалната власт честопати е немоќна да реагира на проблемите со кои се соочува локалната заедница. Сепак, општина Кочани понатаму ќе се залага на зелените перспективи, што значи градење општество кое ќе се стреми кон заштита на животната средина, но и на демократските вредности во целина. Основното училиште Никола Парапунов во Виничко Драгобраште ќе добие нова кровна конструкција. Во моментот тече рокот на тендерската постапка за избор на изведувач, кој по потпишувањето на договорот ќе треба градежните работи да ги заврши во период од 3 месеци.
Општина Виница почна постапка за реконструкција на кровот на основното училиште Никола Парапунов во Драгобраште. За оваа цел веќе објави јавен повик за пријавување на заинтересирани градижни фирми кои што треба да ја направат реконструкцијата. Според техничката спецификација планирана е целосна замена на старата кровна конструкција која има азбестно-цементни плочи. На нивно место ќе се постави пластифициран лим. Освен тоа, ќе се работи и на дрвената конструкција од кровот, на громобранската инсталација, а ќе се постават нови лимени олуци. Задача на изведувачот во склоп на реконструкцијата е да постави соодветна хидроизолација со водонепропусна кровна фолија. Рокот за пријавување на компаниите по јавниот повик е до 27 октомври. По потпишувањето на договорот со избраниот изведувач, тој ќе треба градежните работи да ги заврши во рок од 3 месеци, односно пред почетокот на второто полугодие од оваа учебна година. Во јавниот повик не е наведена проценетата вредност на градежните работи, но ќе биде прифатена најниската понуда за трошоците. Инаку, на кровната конструкција на училишниот објект во селото Драгобраште немало интервенции по лог период, а поради дотраеноста и штетното влијание на азбестните плочи, неопходна е нивна целосна замена. Во училиштето Никола Парапунов запишани се стотина ученици од селото Драгобраште, како и од соседните Калиманци, Трсино, Бигла, како и од останатите селски маала од овој регион во Виничко. Срушен потпорен ѕид меѓу две улици во Кочани им прави проблем на жителите. Бараат помош од општината околу санација на паднатиот бетонски ѕид. Од силното невреме пред 2 месеци се срушил потпорниот ѕид кој се наоѓа меѓу двете улици во Кочани, Димитар Лазаров и Кирил и Методи. Скоро целиот бетонски ѕид паднал во дворот на куќата на семејството Цветкови и го скратува дворното место, а при паѓањето, освен материјална штета, за среќа повредени нема. Сега при секој дожд на местото се собира влага и им прави дополнителен проблем, им влегува влага во куќата. Бараат помош од општината да им излезат во пресред за санација на ѕидот. Се случи од невремето, кога беше поплавата, ѕидот на комшијата Танасов Владко падна во нашето место и останахме затрупани до ден денес. Блокирани го приодот до објектот позади што го имаме и не можеме да функционираме. Побарахме помош од општината да дојдат, тоа е големи карпиниот ѕид, да дојдат со нивна машинерија да извлечат бетон. Пред 2 вечери, кога беше тај пораниот дожд, до колената вода имаше унатре. Ѕидо со тек на времето, мислам дека почнува да се лупе, да се роне, куќите ќе ни попушти. А ние ниту финансиски, ниту физички сме мокни да го отклонеме тај проблем. Значи, за тоа треба машинерија, да дојдат со машини и да изнесат бетоно и да ни помогнат. Може да го решиме ние сами, бараме од надлежните, ако може да ни помогнат. Имаме поднесено и обеќаат дека ќе го разгледат предметот и дека ќе дојдат, ама се уште нема ништо. Сме во можност да го решиме сето тоа, бараме помош од општината, ако може од надлежниот орган да ни помогне. Канал 8 побара одговор од надлежните во општината, од каде одговорија дека се запознаени со проблемот, направиле увид и во најбрз можен рок ќе им излезат во пресред на граѓаните, ќе им помогнат и со машини ќе го санираат срушениот бетонски ѕид. Месецот на книгата кој стартува на 15 октомври и трае 1 месец. Годинава поради пандемијата со COVID-19 ќе биде одбележан со скратени содржини. Одложен е сајмот на книгата и надпреварот Млади библиотекари. Од 15 октомври до 15 ноември се одбележува месецот на книгата. Главните настани што се одржуваа по повод оваа манифестација, годинава поради здравствената криза со COVID-19 се одложени. Станува збор за сајмот на книгата и надпреварот Млади библиотекари. Нивно одржување е можно напролет, доколку дозволи состојбата со коронавирусот, информираше директорот на установата Коце Стојменов, кој рече дека тоа не значи дека и другите активности се стопирани. Напротив, библиотеката ги услужува читателите со книгите со кои располага, а во моментов течат уште 3 активности поврзани со месецот на книгата и неделата на детето.
Од денеска ни почнува онлайн настана, значи книгата наместо технологија. Тоа е еден ликовен конкурс во кој ќе учествуваат децата од основните училишта во горната, поголемите деца од основните училишта и прва и втора година од средните училишта, кои преку своје ведување ќе го изнесат дали сме за книга, дали сме за технологија, односно дали сме против технологијата, дали сме против книгата, сепак нивен избор, значи од 15 октомври до 15 ноември тој настан ќе трае. Значи во месецот на книгата, значи подготвуваме и билтен во кој свој дел ќе поместат нашите членови од литературниот клуб Копнеш. Значи сепак не можеме да кажеме точно кога и во каква форма ќе биде презентиран билтенот и делата во самиот билтен, бидејќи не знаеме како ќе се одвиват состојбата со коронавирус. Паралелно со одбележувањето на месецот на книгата се уште течат активностите од неделата на детето, односно проектот Книгата патува во домот на секое дете, зашто на крајот би требало да произлезе и изложба од цртежите на децата од детската градинка Павлина Велјанова. Сдруженијето на слепи лица од Кочани традиционално, но без масовни прослави и собирања го одбележува 15 октомври, меѓународниот ден на белиот стап. Годинава се одбележува со апелот барем еднаш годишно да се направи комплетен офталмолошки преглед. Националниот сојуз на слепи, кои го представуваат повеќе од 2570 лица со оштетен вид, го одбележува 15 октомври, меѓународниот ден на белиот стап, символот на слепиот човек, признат од Организацијата на Обединетите нации. Белиот стап, како што истакнуваат од Националниот сојуз на слепи, не е само символ на слепиот човек, тоа е и сообраќаен знак. Од Сојузот се обратија до јавноста со една единствена цел – потсетување дека никој не е имун и секому може да му се случи да има проблем со очите. Затоа упатија апел барем еднаш годишно да се прави комплетен офталмолошки преглед. По повод 15 октомври, денот на белиот стап, символот на слепиот човек, Сдруженијето на слепи и слабовидни лица од Кочани секоја година приредува програма за достојно одбележување. Славењето на 15 октомври како меѓународен ден на белиот стап службено започнало во 1964 година на иницијатива на многубројни здруженија за рехабилитација во Америка. Белиот стап како символ на слепите лица е воведен во 1981 година, како би им го олеснил движењето на слепите лица меѓу автомобилите. Националниот сојуз пак на слепите лица во Републикава е формиран 1946 година и речиси 7 децении действува како национална, инвалидска, непартиска, непрофитна, хуманитарна организација од особено општествено значење, во која членува и Сдруженијето на слепи лица од Кочани. Поради ситуацијата на светско ниво со коронавирусот, оваа година светскиот ден на белиот стап ќе се одбележи традиционално, но со помал број членови, без поголеми собирања и манифестации. Во изминативе години, овој ден се одбележуваше масовно со вклучување и на збратименото Сдружение на слепи лица од Благоевград, соседна Бугарија, со кое што се реализирани и заеднички соработки на повеќе проекти за подобрување на животот на слепите лица во двете општини. Во тековниот период, Сдруженијето вложува средства и внимание на ажурирање на списокот на членови прв пат во последните 20 години. За жал, но како резултат на доброто работење на Сдруженијето, кон зачленување пристапија и голем број нови членови, со што и понатаму Кочанското здружение останува со епитетот најголемо и едно од најактивните здруженија во Македонија.
Почнувани со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.